Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Светиот великомаченик Ѓорѓи се празнува на 6 мај по нов стил или 23 април по стар стил. Ете, денес го празнуваме споменот на светиот великомаченик Ѓорѓи. Овој светител се празнува во целата православна црква. Кај нас во Македонија неговиот култ и почит се широко присутни. Во моето село Сирково, целото село го празнува како селска слава, а и местната црква е посветена и го носи неговото име. Кој беше Свети Ѓорѓи и зошто го празнуваме? Свети Ѓорѓи, како и сите светители, бил обичен човек. Се одликува со тоа што бил припадник на христијанската вера, која пак била забранета религија во Римската империја. Живел кон крајот на 3 и почетокот на 4 век. Татко му бил од Либан, а мајка му од Палестина. Христијанската вера веќе била расширена во тие предели, затоа и неговите родители биле христијани. Треба да се напомне дека и денес, иако во тие предели се вкрстуваат неколку религии како муслиманската, еврејската и христијанската, сепак бројот на христијаните е прилично голем. Во тоа време Блискиот Исток се уште бил под римска управа. Официјална религија во империјата била незнабожечката или верување во повеќе богови. Токму во тие години Диоклецијан дошол за император. Згоро на тоа, во империјата се водела и војна помеѓу источното и западното Римско царство. Диоклецијан, кој бил припадник на западното царство, сакал да го покори источното и водел постојана војна со императорите, а особено со Константин. Тој сметал дека во тие борби може да издействува победа со помош на неговите богови, па затоа почнал да ги гони и убива сите луѓе во империјата кои не ја признавале официјалната незнабожачка религија, а особено христијаните кои верувале во Господ Исус Христос. Така било се до 313 година, кога конечно императорот Константин победил и овозможил на христијаните слободно да ја изразуваат својата вера во Господ Исус Христос. За разлика од Диоклецијан, Константин бил наклонет кон христијаните. Тој наредил неговите војници на облеката да носат крстови. После видението од Бога бил убеден дека само со Божја помош може да го победи својот противник. Така и се случило. Свети Ѓорѓи бил земен да се бори на страната на императорот Диоклецијан. Како млад војник уживал привилегии кај царот и затоа Диоклецијан сакал да го напреди со поголем чин во војската. Но на негово изненадување Свети Ѓорѓи му кажал дека и тој е христијанин. Тогаш царот се разгневил и наредил да биде затворен. Потоа, откако не сакал да се откаже од Христа, Свети Ѓорѓи бил жестоко измачуван и така пострадал. Истрпел силни измачувања. Така во вжештени железни чизми, во кои имало железни шајки, му ги ставале нозите на светителот, го удирале по уста, го камшикувале со бич, му давале да пие отров и така натаму. Но маченикот Ѓорѓи сето тоа трпеливо го поднесувал. Потоа бил врзан со рацете и нозете на некое тркало со клинци. Како се вртело тркалото, така клинците му правеле поголеми рани. Раните му ги премачкувале со оцет и сол, за да чувствува поголеми маки. При нашата посета на Израел во 2019 година, го посетивме стариот дел на Тел Авив, кој се вика Јафа. Таму има црква посветена на Свети Ѓорѓи и во таа црква се чува дел од веригите со кој бил тој измачуван. Подоцна неговите мошти, тоа се делови од телото, биле пренесувани и давани на помесните православни цркви.
Така парче од неговата рака денес се чува во Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител кај нас во Македонија. Свети Ѓорѓи се празнува 3 пати во годината и тоа 16 ноември како празник кога биле пренесени неговите остатоци од телото во Палестина, потоа 9 декември по повод осветувањето на храмот посветен на Свети Ѓорѓи во Киев, но сепак денешниот празник е најголемиот кога се празнува споменот на неговата смрт. Сигурно некој ќе праша, зошто Свети Ѓорѓи се откажал од почестите што му ги нудел царот Диоклецијан и зошто наместо почести тој избрал страдање и смрт? Во денешно време тоа е малку тешко да се разбере. Сепак ќе се потрудиме да објасниме. Имено, денес луѓето трчаат и се борат за поголеми почести и привилегии во општеството, кои покрај тоа носат и материјални придобивки, поголемо богатство. И тогаш, како и денес, црквата учи дека сите земни почести и сето земно богатство, колку и да е големо, сепак е привремено. Еден ден ќе мора да се разделиме од него. За разлика од тоа, добрите дела стекнати преку верата во Бога имаат вечен карактер. Добрите дела што ќе ги направиме кон луѓето не може никој да ни ги одземе. Преку добрите дела се стекнуваме со вечен блажен живот во Бога, додека пак преку лошите дела стекнуваме вечна казна и вечна осуда. Знаејќи го тоа, Свети Ѓорѓи одлучил: подобро е јас да пострадам отколку да убивам невини луѓе. Ако ја прифатил наредбата на царот, сигурно ќе бил убиец на стотици христијани чиј единствен грев и грешка била таа што биле припадници на христијанската вера. Тогаш христијаните важеле за благочестиви луѓе. Таквиот негов однос и неговата жртва за Христа го направија познат и признат Божји угодник во целиот православен свет. Тој денес, по примерот на мнозина маченици, се вбројува во редот на најголемите Божји угодници. Дури некои луѓе, иако не се припадници на христијанската вера, го почитуваат свети маченик Ѓорѓи. Во христијанската иконографија, свети маченик Ѓорѓи честопати се слика како војник кој седи на бел конј со долго копје врака, прободено во устата на страшната ламја. Всушност, тоа ја символизира неговата истрајност во маките и неговата цврста и непоколеблива вера во Бога и победа над злото. Кој бил главниот мотив што го поттикнал на ваков подвиг? Тропарот или химната испеана за него го опишува неговиот живот и неговиот подвиг. Таа гласи: како ослободител на плениците, на заробениците и заштитник на сиромасите, лекар на немочните, помошник на владетелите, победоносецу великомачениче Ѓорги, моли го Христа Бога да ги спаси нашите души. Од ова јасно се гледа дека тој пред се бил воден од силната вера во Бога, љубовта кон луѓето и љубовта кон Бога, односно кон Господ Исус Христос, кој пострада на крстот. Љубовта кон луѓето и љубовта кон Бога треба и нам да ни бидат главниот двигател во животот. Само со љубов кон луѓето можеме да му угодиме на Бога. За жал, денес на светот најмногу му недостасува љубов. Сведоци сме дека верата во Бога ја изгубила најважната нишка и најважната добродетел, љубовта. Наместо љубов, кај денешниот човек превладува омразата, суетата, зависта, непријателството, криминалот и слично. Денешниот човек, заведен од превласт и ограбување на едни на други, ја сече гранката која го одржува и која го носи во вечен живот, а тоа се верата и љубовта. Но
Како во времето на Свети Ѓорѓи, така и денес има луѓе кои не го прифаќаат Христа, има луѓе кои со одбивност го отфрлаат во нивните животи. Наспроти нив, и денес постојат голем број христијани за кои Христос е вистински и единствен пат кон вечниот живот. Наше право е кон што ќе се определиме. Нека е на многогодини денешниот празник Свети великомаченик Ѓорѓи. Амин.